Гледате Трилинг, добро вечер. Српската православна црква од Скопје го праќа аберот до Вселенската патриаршија. МПЦ Охридска архиепископија да го добие томосот од Вартоломеј и да го почне автокефалниот пат со останатите православни цркви. Се покажува дека преспанскиот договор и одлуката на МПЦ за присвојување на додавката Охридска архиепископија го отвори патот за автокефалност. Најчестиот збор по што уследи по одлуката на Саборот на СПЦ е изненадување. Сега речиси сите се обидува да си ја присвојат заслугата за големиот успех и победата на прифаќањето на автокефалноста на МПЦ. Во ова издание на Трилинг, мој соговорник е Никица Корубин. Најпрво добре дојдовте, вие сте магистар по историја на уметност и археологија. Една ваша оценка ми остави впечаток деновиве, напишана на вашиот Facebook профил. Но прашањето ми е директно. Има ли простор за триумфализам или може би треба да бидеме и натаму предпазливи се до конечното решение? Јас би рекла дека има простор за задоволство, а за триумфализам никако, и тоа за задоволство после одлуката на Вселенската патриаршија од 9 мај, кој всушност си го отвори целиот процес. И ниту една одлука сметам дека на Соборот на Српската православна црква, ниту она за враќање во автономен статус од 1959 година, ниту ова за признавање, како што вели, прифаќање, доделување и благословување, тие термини не се случајно избрани од страна на Српската православна црква, на автокефалноста, е иницирано од главниот покровител, Вселенската патриаршија, единствената надлежна да дава и да доделува автокефалност во православниот свет. Триумфализмот кај нас што се разви, да кажам, од една страна е можеби очекуван и оправдан, бидејќи тоа е на крајот на криштата една радосна вест дека Српската православна црква, која директно ја оспоруваше автокефалноста на Македонската православна црква уште од 67 година, на крајот го прифати автокефалниот статус, што значи дека на некој начин и самата таа призна дека таа не е надлежна за да доделува автокефалност, меѓутоа сепак автокефалноста треба да биде признаена и од незината страна. Треба да имаме предвид дека ова е нашата позиција и нашата страна, ние си ги прецепираме нашите придобивки, меѓутоа Српската православна црква, српската јавност, политика, култура, академската нивна јавност има сосема друга позиција во однос на Македонската православна црква. Триумфализам не треба да има затоа што ние на некој начин треба да се радуваме, меѓутоа треба на еден достоинствен начин да ја примиме оваа вест, што за мене е од исклучително големо значење. Значи, Македонската православна црква, без разлика дали е некој религиозен или нерелигиозен, е еден од столбовите не само на државноста, туку на она што многу често во јавниот дискурс употребува, тоа е идентитетот. И практично на еден интересен начин, токму преку Македонската православна црква, односно преку црковното прашање и Охридската архиепископија, би рекла, се враќаме во минатото подалеку од колку што некој би посакал. Овој спор, вие ќе напишете, овој спор кој суштински не е само црковен, туку многу повеќе од историски, политички, територијален, културолошки, има сериозен историјат, со јасно зацртани позиции на српскиот дискурс, кој најлесно се негуваше во рамките на СПЦ. Овој исход треба многу пошироко да се наблюдува, дека има многу поголем меѓународен можеби контекст. Така е, се разбира. Јас се прашувам дали оваа одлука ќе беше доколку беше донесена од страна на Вселенскиот патриарх, например пред една година, кога немавме кризата, оваа голема светска криза со војната во Украина, ќе произведеше ист одговор и со иста брзина од Српската православна црква. Мислам дека ова не е одлука автономна, иако претпоставувам дека има голема улога и односно имаат голема улога и великодостојниците во Српската православна црква, меѓутоа мислам дека е политичка одлука. Во голема мерка и е политичка одлука, бидејќи и спорот во суштина е политички спор. Преку црковното прашање практично имам некое чувство дека Србија го држеше на некој начин под свое регионот кој таја изворно го смета за дел од српскиот свет. На крајот на криштата и юрисдикцијата на која СПЦ, односно юрисдикцијата на СПЦ над македонската територија, на македонските епархии, таа ја влече од кралството на србите, хрватите и словенците, кралството Југославија, и 100-годишнината на овој собор на Српската православна црква практично беше прослава на томосот што Вселенската патриаршија и го дава на тоа кралство во 1922 година, и епархиите во делот на Македонија
тогаш на територија под Србија, која е практично освоена, така вели Томосот. Како резултат на освоените територии, ние бараме юрисдикција над територијата. По првиот акт на Вартоломеј се чини дека душегрижниците во Македонија на некој начин можеби се посипаа со ладна вода. Од една страна смета дека може и тука да се насети некакво предаство во делот на изнаоѓањето на компромисно решение меѓу двете цркви. Душегрижниците, што ги велите вие, се оние кои нормално се занимаваа повторно со формата, а не со суштината. И првиот удар беше да, Вселенскиот патриарх ја призна црквата, ама никаде го нема името Македонска или го нема терминот Македонија. Го има само Охридска архиепископија, ама Охридската архиепископија е суштината. Во историјата на источното православие никогаш немаме ние национални цркви, зборам изворно, во периодот на настанувањето на христијанството и на црковната институционалност во првите векови на христијанството. Имаме сосема друг историски контекст и затоа е многу битно што се повикува Вселенскиот патриарх на Охридската архиепископија, бидејќи тоа е изворот, титуларот на Охридската архиепископија, староста на Охридската архиепископија, почетокот на црковниот живот на она што е денеска територија на Северна Македонија е многу побитно отколку именувањето на крајот на криштата и денешните национални цркви. Затоа велам, ова е црковно и политичко прашање, затоа што денешните национални цркви практично сите влечат некакво си потекло, меѓутоа тие се цркви настанати воглавно во 19-тиот, 20-тиот, 18-тиот век со формирањето на современите држави, тие си ги возобновуваат, значи тоа е политичкиот дел, си ги возобновуваат, ама сега како национални цркви, ама никаде не е етничка одредница, значи тоа е црква на Србија, православна црква на Бугарија, православна црква на Грција. Последователно на тоа би требало да биде или православна црква на Северна Македонија или Охридска архиепископија. Охридска архиепископија апсолутно е нешто што е вистинскиот автентичен приказ не само на црковната историја, туку и на историјата на Македонија. Господи Курубин, дел од српските познавачи на црковните прилики оценува дека официјален Белград во ниту еден момент, особено во овој актуелен миг, немал интерес или нема интерес да се постигне договор меѓу СПЦ и Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Ако е тоа така како што тие оценуваат, што стои зад ваквата одлука на поглаварот на Српската православна црква? Прво, може би треба да му дадеме кредити на самиот поглавар и на неговиот ангажман, меѓутоа јас чисто се сомневам дека тој ваква одлука ќе донесе сам и внимавајте дека одлуката е донесена едногласно во рамките на соборот на Српската православна црква, а ние знаеме и од други прашања, не само во однос на Македонија, туку во односи на други, условно кажано, простори кои српскиот свет ги смета за автентично своји, тоа е Црна Гора, Босна, Косово. Го знаеме ставот и на некои нивни архиереи, меѓутоа го знаеме ставот и на дел од нивната конзервативна, би ја рекла, научна и политичка јавност. Мислам дека некако се поклопи времето за нас, се преклопија некои нешта каде што и Србија веќе е принудена да се одлучи. Кој пат ќе го завземе, таа да е формално кандидат член и таа е веќе одмината во преговорите за членството во Европската унија, меѓутоа знаеме дека Србија е единствената земја во регионот која се уште се нема јасно определено и се уште нема воведено санкции, например, во најновите, односно се нема усогласено со Европската унија, а велат од Европската унија, ако сте вие земја кандидат членка, вие ги превземате и нашите правила и нашите стандарди. Неспорно е дека Македонската православна црква, Охридска архиепископија и лично поглаварот господин Стефан долго време и трпеливо ја градеа позицијата и преговараа на некој начин, дали јавно, дали и тајно, со Српската православна црква. Дали по ваквиот исход може да насетувате сатисфакција пред се генерално кај граѓаните, македонските граѓани, па и кај верниците? Се разбира, апсолутно. Тежината на ова прашање дури може да ја мериме со тежината на независноста од 1991 година.
со решавањето на нашиот конечен статус во Обединетите нации през Панскиот договор. Тоа е практично заокружување дефинитивно на нашата држава во сите параметри. Треба да му се оддаде признание на архиепископот Стефан, бидејќи некако кај нас повеќе се оддаваше признание на еве да кажеме на председателот на Србија или на други надворешни фактори за ова прашање, меѓутоа јавното негово произнесување во двата наврата и на литургијата во Белград и на литургијата во Скопје беа на едно високо, би рекла, и дипломатско, и политичко, и канонско црковно ниво, во кој тој апсолутно, за разлика од разногласието кој го имаше од други митрополити кај на што некако претендира кон наводната мајка црква СПЦ, што не е канонски исправно, архиепископот Стефан мислам дека имаше прилично достоинствен однос и дека на вистински начин го изнесе барем за јавноста овој процес и треба да му се оддаде признание и треба да им се оддаде признание на сите оние кои учествувале во решавањето на овој спор, а кои јавноста, претпоставувам, никогаш нема да ги дознае и не треба на крајот на криштата да ги дознае со ваков исход.